Има интерес кај издруженијата да работат на проекти за заштита на животната средина. Учеството на Глобалниот еколошки фонд во проектот за поставување колекторски систем во спортската сала е трета активност во Велес. Во претходните години се работело на проект во Пешти и во детската градинка. Обезбеден пристапот до камионот Пешти со поддршка на Македонско еколошко друштво имаше прихранување на лешинарите и на птиците, други птици граблевки кои што некои се преселници, некои се дел. Вториот проект беше од климатски промени во градинката кај памтам кај зградата Жаба. Така ја знаете вие. Таа градинка е како централна градинка со клон, со неколку клонови, таму се поставија исто сончеви колектори за топла вода, кои што ги користеа градинка затоа што таму многу се трошеше струја за загревање вода. Граѓаните полека но сигурно ја доловуваат суштината и значењето од реализацијата на овој вид на проекти. Условот за финансиска поддршка на проектите е пола од учеството да припадне на фондот, а другата половина на здруженијето кое аплицира или останатите партнери. Условот е кај нас каде да инвестираме со средства, придобивките материјални, особено финансиски, да се во иднина реинвестираат од областта на животна средина пак на локално ниво. Самарџиев ги поттикна здруженијата да работат на оваа проблематика. Предстојниот период е предвиден за разгледување на проектите и одлучување кои се издржани и кои ќе добијат финансиска поддршка за следната година. Еднаш во годината ние објавуваме повик, обично е околу јули или август, и тоа здруженијата на граѓани се пријавуваат интереси, па има процедури и постапки како од целата работа. Најважно е дека во рок од 6 месеци до нова година тие што имат издржани проекти, им помагаме ние одиме на терен и тие ни покажуваат, па најмуваме други да видат како и што е. Тогаш до нова година би требало да се затвори целиот административен процес за наредната година да почнат да ги трошат парите и нашите и нивните кои се ги имаат. Главната цел на сите проекти за кои се бара финансиска поддршка треба да биде намалување на штетните влијанија врз животната средина. Досега фондот поддржал 100 проекти, а повеќе од 20 се уште активни.